Добар ден, дневник на Канал Плюс телевизија во 16:30. Информации за денешните случувања во регионот. Почнуваме со најава на темите на денот. Пензионерите од денес може да аплицираат за бесплатна бањско-климатска рекреација во наредната година. Предност имаат пензионерите рудари и повозрасните пензионери. Се чисти речното корито на Габровчица во Делчево. Во тек е регулација на речното корито на Брегалница. Во очекување на обилни врнежи се превенираат можни излевања на реките. На почеток на сезоната на ајварот, ајварските пиперки се продаваат за 5 до 10 денари поскапо од лани. Зимницата станува се поскапа и се намалува побарувачката на пиперки. Министерството за труд и социјална политика денес го објави повикот за бесплатна бањско-климатска рекреација за пензионерите во 2016 година. Оваа бенефиција до година ќе ја искористат 5000 пензионери. Предност имаат пензионерите со пониски примања, лицата со подолг пензијски стаж, а најголем приоритет ќе имаат пензионираните рудари. Министерството за труд и социјална политика денес го објави јавниот повик за сите корисници на пензија за користење на целосно бесплатниот проект за бесплатна бањско-климатска рекреација за 2016 година. До сега преку овој проект изминатите години благодетите на бањите ги уживаа околу 33.000 пензионери. За 2016 година обезбедени се финансиски средства во износ од 38 милиони денари, односно финансиски средства за да го покриеме целосно престојот на 5500 корисници на пензија. Приоритет ќе имаат оние кои што имаат пониски пензии, оние кои што подолго време се во пензија, исто така посебен приоритет ќе имаат потешките лица со инвалидност, како и пензионираните рудари кои што работеле во подземен ископ. Продолжуваме со инфраструктурните зафати на истокот. Во рамки на акциониот план на владата на Република Македонија за чистење на речните корита, комуналното предпријатие Брегалница Делчево го чисти речното корито на река Габровица. Паралелно течат и активностите за регулација на речното корито на река Брегалница. Согласно акцијскиот план за чистење на речните корита предложен од владата на Република Македонија во соработка со општините, деновиве градежна механизација на јавното предпријатие за комунална дејност Брегалница од Делчево интензивно работи на чистење на коритото на река Габровчица. Градежните активности се јавуваат како резултат на тоа што коритото на оваа река е значително исполнето со наноси од песок, земја и друг отпад, а истите не можат да се чистат рачно, па затоа се наложи интервенција со градежна механизација. За таа цел на улицата Трст, каде што поминува ова речно корито, е направен процеп во зидот за непречено влегување и работа на механизацијата, со што наносот од земја и песок би се вадел и би се транспортирал на дадена локација. По завршувањето на акцијата за чистење на речното корито, овој процеп ќе биде соодветно обезбеден, велат од јавното предпријатие за комунална дејност Брегалница. Кога сме кај речните корита, во завршна фаза и проектот за регулација на речното корито на река Брегалница во централното градско подрачје, проект кој што се финансира преку ИПА програмата за прекугранична соработка. До јануари 2016 година ќе добиеме продолжување на регулацијата на речното корито во должина од 70 метри, започнувајќи од гумената брана во централното градско подрачје, па низводно накај долниот мост од река Брегалница. Значи, предвидено е да се потрошат некаде околу 197.000 евра за оваа акција и ќе добиеме еден дел уредено корито, и уште поголемата функција, значи заштита од поплави на овој дел од градот. Инаку партнерска општина на општина Делчево во овој проект е Благоевград од Република Бугарија, проект преку кој во оваа општина ќе се регулира речното корито на река Бистрица. Јавното предпријатие ИСАР целосно го заокружи уредувањето на влезот на предпријатието. Најмоќното јавно предпријатие на истокот доби соодветен уреден работен простор. Во присуство на вработените во јавното предпријатие ИСАР денес свечено беше пуштен во употреба асфалтираниот и хортикултурно уредениот влез и паркинг на Штипското комунално предпријатие, како и новите паркинзи, од кои е еден во кругот на фирмата. На промоцијата присуствуваше и градоначалникот на општина Штип примариус магистер Илчо Захариев, кој истакна дека општинската власт ќе стори се за подобрувањето на условите за работа на вработените, а за возврат очекува граѓаните на општина Штип да добиваат квалитетна вода. Се заукружи уште еден многу значаен проект со кој се доуреди просторот кај седмата кула
и истовремено ЈП Исар доби одличен влез, доволно паркинг места. Ние само велиме вака дека нема да застанеме, значи. Ние рековме пред година дена дека тоа е загревање. Значи се уште се загрееме, значи да го направиме Штип модерен град. А сакаме да им порачаме на граѓаните на Штип дека имаат право да живеат во чист, уреден град, кој ќе има безпрекорна хигиена, кој ќе има вода во секое време, каде ќе бидат асфалтирани сите улици, парковите безпрекорно држани, инфраструктурата на вистина на завидно ниво. И мислам дека досега покажавме дека можеме тоа да го направиме, се со сопствени средства, без да го задолжиме штипскиот граѓанин ниту еден денар. Изгледот на дворот дава приказ на домаќинско работење. Во случајот работењето на јавното предпријатие ИСАР, новиот асфалтиран пристап кон јавното предпријатие дава нов лик, а со тоа создава и ново мислење како кај граѓаните, корисниците, така и за сите субјекти со кои соработува предпријатието. И овде го средивме, хортикултурно го уредивме, ги асфалтиравме улицата, направивме 2 нови дополнителни паркинзи, секојдневно доваѓаат странки во јавното предпријатие ИСАР за разноразни потреби, доваѓаат вработени, знаете каков беше патот, целиот беше руиниран, беше уништен, значи по него не можеше да се вози, да се оди пеша, камоли со кола. Гледате сега едно ново руво, ова граѓаните ќе го видат впрочем низ целата општина и веќе го гледаат. Досега ниту едно раководство во изминатиот период досега нема направено толку колку што има направено градоначалникот Захариев заедно со неговиот тим. Од асфалтирањето на пристапниот пат задоволни вработените. После толку многу години очекувања и барања и трчање по многу врати, ова раководство начело со градоначалник Илчо Захариев стигна и ова да го заврши, тоест дворот и пристапниот дел и паркинзите околу фирмата да бидат средени. Ова секој ќе значи подобри услови за работа и почисти и похигиенски за нашите вработени, а исто така и многу полесен пристап за сите странки кои ќе доваѓаат во нашата фирма. Со доваѓањето на новиот директор Ангел Бојаджиев и градоначалникот во програмата влезе и пристапниот пат на ЈП ИСАР. Со тоа искористивме повеќе стари гуми, го уредивме просторот, техничкиот дел го ние како возен парк го презедовме, патот е асфалтиран, значи нема повеќе скршени федер платна, нема повеќе скршени амортизери на возилата. Со асфалтирањето на пристапниот пат повеќе нема да има проблеми да се движат возилата во возниот парк на јавното предпријатие ИСАР, кој директорот Ангел Бојаджиев најави дека ќе биде збогатен во текот на оваа и наредната година. Ние веќе набавивме 2 нови возила за изфрлање на смет. Во фаза сме на набавка на 2 нови трактори. Оваа година ќе биде толку бидејќи нашите финански можности се толку на границата, меѓутоа во другата година веќе со градоначалникот разговараме, ги користиме неговите лични пријателства по амбасадите да ќе можеме да обезбедиме и други возила, нешто донација, нешто ќе купиме, така да ќе успееме да го комплетно смениме возниот парк. Сепак, приоритет на јавното предпријатие ИСАР ќе представуваат реконструкцијата на водоводната и канализациона мрежа на територијата на општината, уредувањето на парковите површини, хортикултурното уредување секаде каде граѓаните ќе имаат потреба од тоа. Уредувањето, односно асфалтирањето на пристапниот пат до јавното предпријатие ИСАР следуваше откако беа завршени сите активности околу обезбедувањето на основните услови за работа, вклучувајќи го и уредувањето на фасадата на управната зграда. Таму имам исто комплетна промена на целата подземна инсталација, значи дали се работи за канализација и водовод, и тоа мора да го решиме заеднички, така да не смееме во овој миг ние да започнеме нешто неспремни и жителите да не чекат со години да го тоа завршиме. Ние работиме на принципот максимално припремени, стартуваме, најкасно за 30 дена се да биде завршено, да жителите не почувствуваат дека ние сме неодговорни према нив и им ствараме секојдневни сладки главоболки. Тоа не е наш принцип. Така ќе биде најверојатно година таа улица санира и не само тоа. Целта на идната година, значи да не остане улица во Штип која нема да биде средена. Сите улици мора во нашиот град да бидат средени и онаму каде нема изградена инфраструктура тоа да биде завршено. Нека бидат трпеливи жителите, гледат дека не ги оставаме, значи не мислиме за нив, никој нема да биде запоставен. Може да ни критикуваат, нека ни даваат предлози и идеи и ние ќе ги прифаќаме во рамките на обезбедените пари од сопствениот буџет, ќе гледаме тоа да го реализираме. За сега тимот со кој јас раководам и луѓето кои се околу мене, навистина се максимално посветени со активното учество во тендерските постапки, да направиме навистина коректни тендерски постапки и постоечките пари да ги направиме да бидат 10 пати повеќе искористени и место една улица да направиме да речеме 10 улици. Тоа е нашиот принцип и така ќе биде. Неделава зачестија пожарите во Чешиново оближево. Општината апелира граѓаните да бидат крајно внимателни и да не фрлат до горчиња од цигари, да не палат тога на отворено и најважно да не палат страништа, пливел и отпадоци. Изминативе денови на територијата на општина Чешиново оближево се случија 3 пожари на отворен простор на селата Спанчево и Бања и 1 пожар на куќа во село Теранци.
Кривична пријава му е поднесена на 34 годишен штипјанец со иницијали СД, поради постоење основи на сомненија дека сторил кривично дело злоупотреба на безвизниот режим со државите членки на Европската Унија и на Шенгенскиот договор. Граѓаните да не наседнуваат на ветувањата за азил, апелираат од СВР Штип. Во текот на изминативе 3 години, со намера да се стекне со противправна имотна корист, поттикнувал и организирал патување на повеќе државјани на Република Македонија во државите членки на Европската Унија и Шенгенскиот договор. Во текот на мај 2013 година, пријавениот со цел да се стекнат со социјални и економски права, организирал патување на 5 државјани на Република Македонија во Република Германија со патничко моторно возило Opel Zafira и на истите им наплатувал по 200 евра од лице. Со ваквото кривично дело, пријавениот се стекнал со противправна имотна корист од 1000 евра. Контраверзни информации се шират деновиве за цената и квалитетот на овогодинишниот труд на пиперката ајварка. Слабиот труд на пиперки во соседните земји и привлечните понуди на откупувачите најавија скапа ајварска сезона, но актуелните цени на зелените пазари покажуваат дека цената на ајварската пиперка годинава ќе биде за нијанса поскапа од лани. Подготовките на ајвар оваа година домакинките ќе ги чини малку поскапо од лани. Намаленото производство на ајварката е причината за раст на цената годинава. Кога започнуваат подготовките за зимница, се распалуваат ќумбињата на почетокот на сезоната и цената на килограм куртовска капија со задоволителен квалитет на пазарот во моментов се нуди по 30 денари за килограм. Граѓаните велат дека земјоделските производи се скапи и од година в година ги намалуваат количините на домашно подготвена зимница. Ако секоја година не е и ајварче, и љутеница, и се мислим се што секоја година правиме. Тоа ни е традиција нормална, а без тоа стварно македонците не можеме. Па малку се поскапи пиперките, ама ќе видиме со цената како ќе биде, ќе складираме. Да. Скапо. Спрема нашите пензии малку скапо. Па скапи се како не скапи. За наши Сандер скапи се. Цените не се реални. Годинава имавме потешки услови за производство. Летото беше без дожд и нема многу берикет. Болести ги зафатија градинарските производи и го намалија приносот годинава, велат пазарџиите. Почетокот на пиперката е сега, првата берба. Потрошиеме нешто. Па донесееме некаде, јас моментално донесех 10 вреќи, тоа е околу 250 кила. Квалитет има, само цената па не е многу. Не сме задоволени од цената. Цената е моментално 30 денара. Тоа кажано дека првата берба е 30 денара, значи ќе паѓаме до 20 денара. Реално тоа е барем 40 денара да биде. Спрема давањето ни е колку имаме уложено у него. Имаме ѓубривот са веќе скапи, препаратите што прскаме. Водната заедница ни е секогаш поскапа. Со 30 динари се покрие трошок. Се покрие, ако е подоле, не се покријат. Према сега скапи и ова година особено. Топло, жешко, нема многу вадење, многу трошкови се стварат. И затоа 30 динари подоле не се покријат трошковите. Како што ќе се зголемува побарувачката и како што ќе се интензивира подготовката на зимницата, цената на куртовската капија најверојатно уште ќе оди нагоре, велат производителите. Минатата година цената на килограм црвена пиперка за ајвар беше 25 до 30 денари. Шефовите на дипломатиите на Европската Унија денеска во Брисел ќе разговараат за кризата со мигрантите. Во исто време за ова прашање во Прага ќе дискутираат и премиерите на така наречената Вишеградска група, во која се вклучени Чешка, Унгарија, Полска и Словачка. Членовите на оваа група се главните противници на иницијативата на Франција и Германија за утврдување квоти за прифаќање на мигрантите во земјите членки на Европската Унија.
Унгарскиот премиер Виктор Орбан порача дека бегалците се проблем на Германија и најави многу строги контроли на унгарските граници од 15 септември. Орбан изјави дека неговата земја до средината на овој месец ќе донесе пакет со нови регулации кои ќе се однесуваат на мигрантите кои во огромен број пристигнуваат во земјата. Орбан тврди дека унгарците се плашат затоа што Европа не е во состојба да ја контролира ситуацијата. Цветан Цветанов, возачот на камионот латилник во кој беа пронајдени телата на 71 мигрант, изјави на суд дека не знаел дека во херметички затвореното возило превезувал луѓе. Тој на сослушувањето во бугарскиот суд негирал дека имал какви било сознанија за товарот кој го превезувал. На Цветанов му е продолжен притворот, а уште 5 мажи, 4 бугари и афганистанец притворени се во Унгарија во врска со овој случај. Помина 5 кола од првата македонска фудбалска лига. Освен победата против Работнички, ФК Брегалница забележа 4 порази од Шкендија и Силекс на гости и од Шкупи и Вардар како домакини. Моменталната бодовна ситуација изгледа вака. Вардар 13, Шкендија 12, Силекс 10, Шкупи 7, Работнички Скопје 6, Младост Царев Двор 6, Хоризонт Турново 5, Брегалница Штип 3, Ренова 1 и Металург со 1 поен. Во моментот има пауза во првенството поради квалификацијските настапи на селекцијата на Македонија против Луксембург и Шпанија, период во кој раководството на Брегалница ќе треба да размисли да договори нов тренер на местото на Владко Костов. До крајот на првиот дел Брегалница би требало да има лесна задача, бидејќи противниците ќе им бидат за нијанса полесни, односно на гости ќе игра против Металург, потоа следуваат 2 домашни дуели во Кочани против Младост Царев Двор и Хоризонт и во 9-тото коло Брегалница ќе гостува на екипата на Ренова. Во недела со почеток во 16:30 третолигашите го играат второто првенствено коло во рамки на есенскиот дел од третата македонска фудбалска лига Исток. Дербито на колото се игра во Делчево, каде домашниот тим на Брегалница Голак ќе го пречека тимот на Беласица. По двете победи кои што ги забележаа во првите кола, екипите на Брегалница и Беласица се очекува на градскиот стадион во Делчево да одиграат квалитетен натпревар кој ќе ги задоволи вкусовите на љубителите на фудбалот. Во рамки на второто коло интересен дуел се очекува и на натпреварот помеѓу екипите на Академија Пандев и Саса од Македонска Каменица. Новиот третолигаш го очекува тимот од Македонска Каменица кој во првото коло загуби, додека тимот на Академија Пандев убедлива победа оствари на гостувањето кај Штипски Баби. Во останатите надпревари напредок Здраве и Радово го пречекува тимот на Баби од Штип. Работник Џумајлија е домакин во дуелот со Плачковица, Овчеполе ќе ја пречека Слога 1934, додека во последниот надпревар силите ќе ги одмерат екипите на Карбинци и Осогово. Младите социјалдемократи од Штип и годинава ја продолжуваат традицијата за спортско славење на празникот на независноста 8 септември. Оваа година спортските турнири во баскет, фудбал и табла имаат и хуманитарен карактер. Собраните средства по 100 денари за учество на секој играч ќе бидат наменети за лекување на младиот штипјанец Иван Стојанов. Почитувани, локалниот клуб на СДММ Штип традиционално и оваа година организира недела на спортот. Настан со кој се одбележува Денот на независноста на Република Македонија. Оваа година, исто како и минатата, нашата активност има хуманитарен карактер. Средствата собрани од оваа активност ќе бидат донирани на нашиот сограѓанин Иван Стојанов. За разлика од минатата година, каде што имаше само турнири, оваа година по повод Денот на независноста на Република Македонија организираме и коктел. Сето ова започува на 5 септември со коктел кој ќе се одржи пред просториите на општинската организација на СВСМ Штип, а продолжуваме на 6 септември во дворот на гимназијата Славчо Стоименски, каде ќе се дружиме преку надпреварите во баскет. На 7 септември ќе се одржи турнирот во табла пред просториите на општинската организација на СВСМ Штип. Неделата на спортот ќе ја завршиме на Денот на независноста, каде ќе ги проследиме надпреварите во фудбал. Овде е крајот на дневникот. Довидување до 20 часот, за кога дежурната екипа на Канал Плюс телевизија подготвува свежи информации.